се учениците од Средното стручно општинско училиште Колена Делковски од градот Велес. Добро ни дојдовте. Тука со нас се дел од наставниците, наставничката професорката Снежана Софијанова, професор по електростручни предмети, и професорката Валентина Шкрекова, професор по македонски јазик. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. На самиот почеток, може ли да ни ја кажете личната карта на вашето училиште? Добар ден до сите гледачи на Македонската телевизија. Пред се сакам да се заблагодарам на Македонската телевизија за поканата и честа што ни ја укажавте и ни дадовте можност да бидеме гости на денешната емисија Звон. Личната карта на училиштето, добро прашање. Навистина, нашето училиште има свој длабоки траги од своето основање и континуирана работа. Значи, основано е во 1963 година и континуирано работи наскоро, значи ќе имаме и јубилеј, веќе 5 децении како правен субјект во општина Велес. Во моментов обслужува образование на околу 800 ученици. Има најголема концентрација на инженерски кадар во општина Велес. Еве може да ги погледнеме инсертите. Така, во училиштето имаме повеќе струки, од кои што јас ќе ги набројам, се разбира, бидејќи тоа е носечка образовна работа на училиштето. Значи тука е машинската струка, електротехничката струка, сообраќајната струка и од пред 2 години туристичко-угостителската струка. Броиме 31 паралелка. Целосно сме организирани, имаме одлични просторни услови, значи образованието се реализира во опремени училници, кабинети, имаме посебно добро опремена машинска работилница, добро опремени електроработилници, бидејќи имаме и долга образовна традиција. Самата површина и организационата структура во комплексот на училиштето, значи имаме покриен простор од 6800 метри квадратни, се наоѓаме на 19 хектари површина, значи тоа се услови кои што во претходниот период општината Велес ги обезбедила и навистина нудиме прекрасна можност, значи за образование, но нагласувам, ние сме носечко техничко училиште во Повардарскиот регион за општина Велес во приматна форма. Токму така. Знаеме дека сте вклучени во многу проектни активности. Еве, професорке Шкрекова, кои се тие активности? Па вака, нашето училиште многу одамна се вклучува во голем број проекти. Во почетокот тие беа организирани преку УСАИД, фондацијата. Меѓутоа, во поново време проектите се организираат од страна на Министерството за образование и наука, како и од Бирото за развој. Во текот на оваа година веќе започнам од последниот проект, тоа е значи проектот Еко училиште. Во месец март бевме на обука во Охрид заедно со уште еден професор од училиштето, како координатор на проектот сум јас. Проект кој што е во третата фаза, значи нашето училиште влегува во третата фаза. И целта на овој проект е да се подигне еколошката свеска и учениците, меѓутоа и кај наставниците и воопшто во целата околина, со цел да се заштитиме самите себе си и да ја заштитиме околината, бидејќи знаеме дека големите климатски промени наведуваат наскоро да се има голема опасност по здравието на луѓето и по мислам и по самата природа. Проектот започнува сега, значи се надевам дека ќе имаме можност после одредено време да се видиме повторно овдека и подетелно да се запознаеме со тоа што нашите ученици сработиле. Училиштето се извинувам, исто така има аплицирано за еден меѓународен проект, тоа е проектот Да Винчи. Се уште чекаме одговор за нашата апликација, се надевам дека и тој проект ќе... Каков проект е тоа? Тој проект е проект за кој што професорката Софијанова малку повеќе, пошто она е како координатор на тој проект. Во рамките на училиштето постои и функционира реална компанија. Јас нема многу да зборувам за реалната компанија, тука се учениците кои што се дел од реалната компанија и подетелно ќе ве запознаат. Постои и функционира средношколска заедница која што едноставно ги ангажира учениците на сите планови, во сите манифестации, на сите саеми, на сите манифестации организирани од општината и од страна на Министерството за образование. Значи нашите ученици покрај тоа што се ангажирани во воспитно-образовната дејност, се ангажирани надвор од училиштето. Значи се активни крводарители, секоја година нашето училиште е носител на плакета доделена од Црвен крст. Морам да споменам дека оваа година нашето училиште доби 9-то ноемвриска награда, 9-то ноемвриско признание, спомен плакета, значи
бевме прогласени за најдобро училиште во град Велес. Честитки, одлично. Благодарам. Во текот на оваа емисија ќе видиме неколку драматизации. Вие сте професор по македонски јазик, веројатно работите и со Да, јас како професор по македонски јазик заедно со другите колешки, иако е ова стручно училиште, сепак се става посебен акцент и на слободните активности, посебно на рецитаторската, драмската секција. Тук имаме литературна секција, да не ги спомнувам секциите од стручните предмети. Има професори кои што за тоа ќе зборуваат. Во оваа учебна година, по повод патрониот празник, значи нашето училиште, учениците од нашето училиште, заедно со мене и со професорката Цветанка Јакова Панова, подготвија една преработка на солунски патарди, која што навистина беше добро представена пред јавноста и пред Велес. Значи имаме и талентирани Да, актери. ќе погледнеме сега овдека дел од таа Ќе видиме драматизација. и нели сегменти од представата. Сега ќе продолжиме со музика, така ли е, Сашка? Само неколку прашања Ајде, да ми дозволите до професорките. Спомнавте дека функционираат неколку струки во вашето училиште. Знаеме дека има недостиг на инженери во нашата држава. Дали можеби вашето училиште ги подготвува идните, односно не подготвува техничката сила на 21 век? Да се разбира, значи нашето училиште е дел од образовниот концепт на Република Македонија и навистина можам да кажам дека Министерството за образование секогаш во креацијата на наставните планови и програми го има оној континуитет во концептот на образованието, така да секој ученик кој што го стекнува техничкото образование во нашето училиште, понатаму многу лесно се вклопува во високото образование, бидејќи навистина почнува да ги осознава првите технички знаења, а понатаму ги продлабочува. Така да навистина ние сме генератори на оној иден инженерски кадар во Македонија. Одлично. Ја добивте 9 ноемвриската награда. Знаеме дека е тоа многу голем успех за училиштето и за професорите, но како ја доживеа учениците? Сите ја доживеавме прекрасно, бидејќи 9 ноемвриското признание во општина Велес е навистина чест. Ние бевме навистина горди и тоа го примивме сите како колектив ученици и наставници севкупно како една награда на која што сме горди навистина. Кога на сцената застанавме со сите први луѓе на градот кои што навистина знаеме со трудолюбие исто како и нас, значи ја добија наградата, навистина бевме почестени. Имам мотив за напредок, за работа, се разбира. И уште едно прашање. Јас имам 18 години и се уште немам почнато да земам часови за возење автомобил. Дали во вашето училиште функционира автошкола и дали може ученици од други училишта или други градови да се приклучат? Да, се разбира. Ние имаме автошкола со две убави модерни возила. Имаме инструктажа која што работи континуирано, значи повеќе децении. Навистина учениците кај нас и во склоп на образовната програма земаат часеви за возење, значи за Б категорија, така да таа услуга ја пружаме и на други лица. Во продолжение, благодарам на професорката, продолжуваме со Иле и со Елена, кои што се ученици во Коле Неделковски, но истовремено и членуваат во културно-уметничкото друштво Коле Неделковски. Ќе ги слушнеме со Болен ми лежи Миле Поп Јорданов.
stani, moje milo čedo. Stani mi, stani, moje milo čedo. Tvoji te drugari posokaci odat, posokaci odat, žalni pesni pejat. Moji te drugari posokaci odat, posokaci odat, žalni pesni pejat. Go prosti, mile pop Jordanov, Bog da go prosti, mile pop Jordanov, mile pop Jordanov, za narod zagina, za narod zagina, za Makedonija. Mile pop Jordanov, za narod se bori, za narod se bori, za Makedonija. O, Vano, nikoj ne... Kje se najedam, o! Sтой! Ама, чао, шефенди! Къде съм си признал? Бре, Джаур, бре, керата. Сега ке те върлиш тебе в Зандано. Таму скапиш коските и главите. Ама, прай се, ама пушти ме, не съм удобника и не съм каветлия. Не си каветлия, а порано речеше кабетлия сум. Да, каветлия, ама без кавет. Откаде си бидиш, бре, чопек? От Прилеп. От Прилеп? Ами, зар дойдало от Прилеп, бре, дрто маймун, да крадало Сомун во Солун. Сега вадиш кубур. Ама не фенди каков кубур, прави си, ама пушти ме, нозе ме, почва да ми се треса снагата да папсува. Аджи Анкула, ти ми е сплети ова. Што кажеш ти, бре? Ти бидиш Аджи Айкула, Аджија, крадало Сомун во Солун. Ти шейтам, бе, а не Аджија. Со какво умра, Иван? Крадала на бела ден бела вранджула. Ме довлечка, срелата да му се влечка, но от стопа на Джанкова. Я, ако се прашвам, не мръднувам, но от Прилеп, там никогаш не останува мъртв главен, на тука сум, ле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 . Но от стопа на Джанкова, не, човек. Не, човек, ти си, вако. О, Джанкова, помагай, брате, како погазне. Ой, нека сака да ми го тръгне кубуро, ако не му дам да се талтани. Забадијала, никој никому не му го трга кубуро, едно. Друго, никој никому за ништо не му бара да се талтани. Шо белја си направил, шо пако си сторил, Брашлав? Овој солунски вранджула, платише джезата од 10 алтан. Сам си го барал. Шом ти вајчала раката, си га скапувај в Зандана. Ако не ти го тргне Ефендијава кубуро, че те врли в Бяскуле, таму коски че остоиш. Ама порно за тебе че биде Ефендијава, да не те врва в Бяскуле, ами одма да ти го тргни кубуро. Порно, речи му, порно да би. Ефенди, мојов момок те моли да не говораш Бяскуле, ами одма да му го тргниш кубуро. Пеки, Аджио, пеки. А ти остани ми со здравје, секула. Аджио, кај ќориш, Аджио, пет пари ми јало без те. Леле, мърче! Сега ти ќе умиш, ја ќе обрам до пет. Но беш, леле, ајде мајчички, благодаря. Бир, Еден, Ики, два, Уч, три, Дорф, четири. Беш. Шува бил Рајо! Ки излетам, убави. Моля, не сум умрем, да? Жив сум. О, шува, жив. Чува ти, ли? Која бе? Таа од работа? Не, бе, тој што сакаше да ми го крв. Сјоти. О, Има ли сав човек? Си ја спасив келезанка. Ти од кај си? Од Ја од кај позборувањето? Некако познат си?
Од Прилеп сум бе, од Мариово. Од Прилеп? Од Прилеп. Од ке пео Мариоецо? Да бе, од ке пео. Го знаеш ли ти пео? Ја дали го знам пео. Ти бе. Не, со пео, вака сме. Учкури гаки. Ја, мајка, Ај, леле, еве го мојот стопан. Леле, скојќу. Аджија! О, Аджија! Види ме, Аджија. Жив, а? А, како не си умрел? Да ти се многу години, Аджио. Шо ампа те фатило та си дошол? О, ампи, големи синко. Мене прашај ме шо ампа ме фати. Ке ми утргнеше ној курон. Зашто гладен сум бил, нозе треселе. Доста, бре, не сме дошли овде да лапаме и да локаме, бе, оној неранимајко да го најме. Ке го најдеме. Кога тогаш, ке го најдеме. Доста кукаш, бе, да кукнеш, да пуктиш. Син ми од таните ми ги зеде, ти душава ми ја земаш. Седнувај таму, тргај се од мене. Не може човек на рад од тебе муабе да си направи. Абре, пријател, абе те гледам ти арен човек си. Одарен. Белким стрејча да кај мене ми те донесе. Абре да си помобети ми јас и ти балце, а? Да помобети ме, Аджио. Син ми, синко, ме запусти. 5000 алтани ми зеде. Колку? 5000 алтани! 5000 алтани? Леле, ке соте по Тоа ли е мачки на кашлица? Како мачки на кашлица, 5000 алтани, хала го голтнала, господи Боже. Аджио, голем таксир те фатил. Абе, јаш Земи тракна. му на човека парите, ко душата си му Ама саде него си го има, син единец, се крстев на него, а тој... Ох, леле... Абе, пријател, абе, јас си го пратив детето, бе, по трговија во Скопје, во Штип, во Битола. А тој дошол дори ваму дженем, по Роспи да брка, без берекет чела, виде париче во джебот, па удри на лудости. Ама јас бе, пријателе, абе, јас не го брат, леле, леле, абе, кој не бе се расипал на вакви убајни, бе, пријателе. Абе, вие градски се пострашни од волци, бе, ќе изјат со сепинците. Пријателе, али ти познаваш това во Солунов некој си Цанде, а? Тува у Солунов. Аджио, тува. Това? Не бе там. Тува. Тува Севезден шета еден ваш прилепчанец. Сио, у Свила, у Кадифе, у Срма, голем човек. Не да прав да падне на неговите алишта. Го вика Ефенди Цанде. Слушам, татко му бил прилепски чорбаджија. Се вика Аджијан... На колку години е тој? Тој е Аджијанкова. Мосте го Јанкова, тој е Ефенди Цанде. Таво си 20... Тој му 24, бе, море ја баб на мен на 25 ке ти дам. Море, тој е Ефенди Цанде, море, мочко, мрсул кој е тој офлед. А кажи, бе, сега да го дадам. Тува живеј, не бе, тува живеј неговата љубовница. Леле. Првата ченге у Солон. Нарно ќе биде ние тува у Ано да го почекаме. Абе, како фан, бе? Ке јадеме, леле, шо. Моја суја хлеб не можем да го јадаме, ке Господ здраве ми. Абе, какво јадење, ајде станувајте да одиме да прилегнеме јадење. Абе, да каснеме. Нема каснување. Ајде, ни јадење не ни дадоа. Така е, да. Одлични сте, дечки. Браво. И сега ние продолжуваме понатаму. Имаме повторно двајца професори. Тука со нас е професорот Малинов Маријан, професор по електростручни предмети, и професорката Марина Костадиновска Филипова, професор по машинско-стручни предмети. Ајде да аплауз за нив. Добро ни дојдовте. Добро ве најдовме. Вака, сега вашето училиште има навистина многу проектни активности. Нешто споменавме, а што не споменавме, ќе ни кажете вие. Па еве јас ќе започнам. Секоја година нашето училиште задолжително оди на саеми, значи се што може од техниката се посети. Секако го посетуваме Технома, во прв ред, потоа Инфоком, понекогаш и саемот на книгата, доколку тоа го дозволуваат можностите. Инаку во нашето училиште, веќе спомна колешката Шкрекова, работи реална компанија, тоа е еден проект кој постојано тече во комбинација на двете струки, електромашинската струка. За жал сега тука немаме нешто од тоа, ќе ви кажат повеќе нашите ученици околу таа работа. Нешто навистина интересно.
Да, потоа моментално течат подготовките за електромашинските и сообраќајните државни надпревари, кои ќе бидат следниот месец. Исто така имаме во соработка со Народна техника 4 теми годинава, кои што ќе бидат таму презентирани од нашите колеги и ученици на 48-та смотра на млади техничари. Така, гледаме фотографии, ќе ни кажете за што станува збор? Од каде се овие фотографии? Ова се ваши фотографии? Да, така? ова се наши фотографии, малку светлото ми пречи, не можам навистина да ги видам. Ова се од саемот Технома. Така, од Дел, инаку имаме и наше учество редовно на саемот на образование, така да дел од фотографиите, ова се дел од нашите едукации. Нека се течат фотографиите, може да Така. продолжиме со проектите, професоре. Значи, ако учениците од електроструката, јас ќе позборам малку повеќе за нив, Така. се вклучени во повеќе проекти. Дел од тие проекти се во нашето училиште, дел се во соработка со социјалните партнери од градот. Дел од тие проектни активности значи ги имаме и овде во студиото, ќе ги видите. Некои ни се уреди изработени само наши, некои уреди се со материјали, нешто од интернет, симното, нешто по литература и така. Токму така, работите на какви проекти имаме денеска во студиото? Еве, да дадете вие мал вовед, па потоа ќе ги вклучиме Така, и значи учениците. денеска во студиото несовме само два уреди електроструката. Едниот е движечки текст, а другиот е автоматско училишно звонче. Значи тоа е целосно наш проект. Наменет за наредните надпревари кои ќе бидат, тоа автоматско училишно звонче го користиме во училиштето активно. Така. Доста помага. Ќе ги чуеме и учениците, Цеце? Така сме на прашање до вас како професори. Ќе ги слушнеме учениците, меѓутоа каде се родителите? Дали функционира оној триаголник ученик, професор, родител и дали родителите ви помагаат и им даваат поддршка на учениците за овие проекти? Секако без соработката со родителите, сигурно дека не би биле успешни толку. Имаме совет на родители и одговорни професори кои што работат со родителите, така да секогаш сме отворени за соработка, сите сугестии од родителите ги препраќаме до наставничкиот совет, ги разгледуваме по активи онаму каде што се насочени и доколку сме во можност одговараме на нив Значи, позитивно. одлично функционира образовниот триаголник. Така. Сега може да ги вклучиме и учениците. Со нас во студиото е Филип. Филип ни подготви електрично звонче. Може да ни објасниш од што е составено и за што се користи? Значи, ова автоматско звонче, главен елемент е микроконтролерот или програматорот, кој може да се програмира. Програмата е извршена во микро-C програмата, значи има голема примена во училиштето. Бидејќи нема потреба од еден човек кој ќе има обавеза да звони за час. Ево тука имаме тастер мени. Со него го прилегуваме модулот на звончето. Го програмираме со тастерот 2 и 3 плюс минус 5 минути. Значи го можеме да го кратиме и да го продолжуваме часот. Откако сето тоа ќе го извршиме, со тастерот мени аут излегуваме од менито. Но доколку не ни биде успешно програмирањето, со тастерот сет ресет повторно вршиме истата постапка. Значи имаме зимско и летно сметање на времето. Имаме еден прекинувач од бочната страна, кај што на кец ни е летното сметање, на нула ни е зимското сметање на времето. Навистина корисен уред. Најверојатно претежно ги кратите часовите или па им додавате по 5 минути? Не, тоа се одвива нормален услов, значи ако има потреба ние ќе скратиме часот, а за додавање значи стандард час е 45 минути, кога што не е максимум должината на часот. Фала Филип, а тука и Стефан. Стефан ни подготви уште еден електронски уред. Ке ни кажеш што станува збор? Се работи за движечки текст. Тој е изработен по текстот емитер, списанието емитер. Изработката е наша. Имаме микроконтролерот е програмиран во овој програматор, што може да го видите тука. Тоа е ова тука што тече, така? Програмиран во програмскиот јазик микро-C, со тастатура се внесува текстот кој сакаме да ни го испише на овие диоди. Фала ти многу, Стефан. Така Сашка ќе ги вклучиме и другите ученици? Да, меѓу време може професорите малку повеќе да објаснат за некои други проекти? Така. Ете, професорите
Веќе видовме дека се учениците вклучени во многу интересни. Колку е заинтересираноста кај учениците, се извинувам за овие предмети? Колкава е заинтересираноста? Да, јас ти кажам. Значи, вака, за овие проекти, во зависност од големината на тој проект, вклучуваме повеќе или помалку ученици, работат во групи. Со тоа што, како што кажа колешката Марина, каде што е потребно, вклучуваме и родители, бидејќи не сме семоќни, не знаеме се, никогаш не велиме дека знаеме се, потребна е помош од надвор и, како што кажавме, бараме помош од социјалните партнери од нашиот град. Овој проект само ќе да ги дополнам децата, ќе учествуваме со него на престојниот надпревар кој ни е, тоа ни е 11-12 мај, тоа се државни надпревари за електромашинските и сообраќајните училишни центри. И со тоа автоматско училишно звонче ќе учествуваме таму и се надеваме дека ќе привлечеме внимание. И дека ќе освоите некоја награда. Да, да освоиме некоја награда и после да речеме завршувањето на тие награди рачунаме тоа автоматско звонче да го вклучиме во реалната компанија, односно да го произведуваме. Ние се надеваме дека ќе има интерес од основните и средните училишта од државата. Така, за каква реална компанија станува збор? Сега ќе ги прашаме учениците. Еве со нас е Младен. Младен, може да ни кажеш колку време постои и зашто станува збор? Пака, во нашето училиште работи реална компанија, каде што со помош на нашите професори изработуваме одредени делови и после тие се пласираат на пазарот. И Горан ќе ни каже што точно произведуваат и дали имате некои соработки со други компании? Така да, во праксата ние произведуваме арматура за светилките, исто така имаме соработка со ЕВН кој изработуваме седела за штрковите кои се мотивираат на далноводите кои имаат Да, важно се користат вашите производи, така? Антонио, ќе ни кажеш каде точно се користат вашите производи, дали учествувате на некои надпревари? Ние на часот по практична настава исто така изработуваме различни зрчаници, вратила, други машински елементи кои што се произведува, кои што се употребуваат во машинската и електроиндустријата. Потоа со тие проработки ние се пристигуваме на државните надпревари. Се надевам дека ќе имате успеси во иднина и како што сте имали до сега. Малку сега да прашаме како изгледа еден час во вашето училиште. Митка. Со професорите учиме за управување со нумеречките машини. Тоа се прави со компјутерски елементи или програми, како што можевте да видите и на сликите. Влашкото мало, жолти куки високи. Во влашкото мало, жолти куки високи. Ој јанино, баш јанино, жолти куки високи. Ој јанино, баш јанино, жолти куки високи. На порти ми седеше момето на Илчови. На порти ми седеше Мина Гергеве зеше. Ој јанино, баш јанино, Мина Гергеве зеше. Ој јанино, баш јанино, Мина Гергеве зеше. Иде мат стојани,
Ojaniro, Bašjaniro, Dinamo me govori. Daj mi pomome, Gergeto, kiedy dadam ładosza. Daj mi pomome, Gergeto, kiedy dadam ładosza. Ojaniro, Bašjaniro, kiedy dadam ładosza. Ojaniro, Bašjaniro, kiedy dadam ładosza. Fati zarata, dane pagrosha, tukja fati zarata. Ojanino, Bašjanino, tukja fati zarata. Ojanino, Bašjanino, tukja fati zarata. Браво, браво! Ние им благодариме на Елена и на Иле за убавата прошетка низ Влашкото мало и дознавме што точно се случувало таму. И сега продолжуваме понатаму, ќе разговараме повторно со професорката Софијанова за еден многу интересен проект. Станува збор за проектот Збратимено училиште заедно со Република Полска. За што станува збор? Кога имате цел и кога имате визија, ќе го дочекате и оној благословен момент во кој што ќе кажете дека тоа се вашите 5 минути. Токму тоа се случи со нашето училиште во 2009 година есента, кога успеавме да оствариме контакт со истородно училиште по профил, по структура, по образовни профили, сместено на северот од Полска во западно-померанското војводство, градот Новогард, во близина на Балтичкото море. И секогаш помошта доаѓа од кого друга, ако не од своите. Значи, во оваа прилика и секој пат го искажувам благодарноста на семејството Балови, кој што живее во градот Новогард, кој што страшно помогна во приближувањето на двата града, Велес и Новогард, и во приближувањето на двете училишта. Значи, нашето и училиштето Станислав Сташица за средно стручно образование е со идентично портфолио образовно како и нашето училиште. Во моментов течат инсерти од посетите кои што ги направивме во Република Полска во 2010 година, но морам да кажам дека ние сме микросвет. Значи, како да се Република Македонија сместена во срцето на нашето училиште и како да е Република Полска сместена во срцето на тоа училиште. Значи, ние имаме една таква синхронизирана соработка. Секоја година носиме годишна програма за меѓународна соработка, имаме одговорни лица кои што го водат проектот на соработката, имаме различни концепти во таа соработка, значи годинава исто така како и минатата година остваруваме доста солиден дел веќе од програмата, покрај размената на ученици, која што е еден многу интересен детал кој што ние денеска дефинитивно ќе го представиме и горди сме на тоа што ние тоа сами си го направивме со наша креација, со наша визија, значи колективот во целост, заедно наставници и ученици, и од другата страна нивниот колектив. Се разбирам, тука не можам да ја исклучам големата поддршка која што општина Велес ја даде на нашето училиште, исто како и општина Новогард која ја даде поддршката на нивното училиште, како и согласно нивната организациона структура повјатот во градот Голењов кој што припаѓа ова средно стручно училиште. Какво искуство беше ова? Како си помина учениците таму? Јас сметам дека учениците најдобро ќе ви кажат. Можам само да кажам дека имаме изградено целосна доверба во однос на колективот кој што седи од другата страна. Сега со помош на овие современи средства за комуникација, кој ви кажам дека кај нас секој петок
значи е ден во кој што имаме Skype контакти и секоја подготовка тече во живо. Тоа е навистина многу интересно и како ги премостувате тие илјадници километри и како чувствувате дека се што се случува во едно училиште во Македонија се случува и во било која друга точка во Европа. Така, може да ги вклучиме и учениците да видиме како тие си поминале таму. Со нас е Валентина. Валентина, дали имаше разлики во образовниот систем во Полска и кај нас? Да, секако, значи видовме различни работилници идентични, како и во нашето училиште. Потоа училници за настава, училници значи опремени за настава. Исто така значи атмосферата беше феноменална. Потоа и секако интернатот кој што беше во склоп на училишната зграда во кој што бевме сместени. Фала Валентина. А Мартин, кажи ни што посетивте во Полска? Сигурно во трајно сеќавање ќе ни остане посетата на северниот дел на Република Полска, како и посетата на градот Щечин, убавините на Балтичкото море, срдечноста на домакините, исто така дружењето со нашите врсници од Република Полска. Спомна дружење. Ненад, се дружеа ли пољаците? Да, беа многу дружелюбиви настроени кон нас и навистина имавме можност да видиме како учат и живеат во една европска земја. Значи, вкупно сето тоа едно многу голямо искуство. Вашето училиште има освоено многу награди во спортовите. Ке ни се пофалите малку? Нашето училиште активно учествува на олимпијадите, на организирани од Република Македонија, исто така училиштето наше. Само ако може повисоко микрофончето. Исто така нашето училиште редовно учествува и на преварите организирани од Сојузот на спортови на општина Велес и општина Велес. Во нашето училиште активно работат спортски екипи на футсал, ракомет, одбојка и кошарка. Овие пехари ќе ни каже подетално мојот соученик Дејан. Ајде да го чуеме Дејан. Од Сојузот на спортови и Сојузот на спортови на училиштето од Велес имаме добиено голем број пофалници, како и многу пехари. Така да во гимназијалата во Скопје 2010 ракометната екипа има добиено голем пехар за освоено второ место, како и прво место во Лигата на Масо. Ова заслужува аплауз. Одлично, дечки. Одлично. Само со успех понатаму. Во студиото се учениците од угостителската струка од Коля Неделковски и тие денес ни подготвија нешто. Ќе ни кажете што? Имаме направено тука колачиња. Се надеваме дека ќе ви се допаднат. Ќе ги пробаме после, ќе видиме. Ние ги правевме со помош на готвачите од хотелот Романтик и сега ќе видиме на крајот како ви ќе видат. На крајот ќе дознаеме, ама вака изгледаат дека се многу вкусни. Но видам што се само. Чоколадни се. Добро, може. Има за сите вкусови по нешто. Вашето училиште учествува на многу надпревари и еден е многу значаен заради тоа што се одржа во Хрватска, беше меѓународен. Ќе ни раскажете малку за тоа? Па ние веќе втора година учествуваме на надпревар во Хрватска, кој е на островот Брач во градчето Супетар. Минатата година освоивме 2/3 места. За жал оваа година не успеавме да освоиме места, но имавме многу поголема конкуренција. Ви посакуваме многу среќа за во иднина. Мене уште тука светот колачињава, затоа може да го вклучиме Никола. Благодаруваме на Средното училиште Коля Неделковски. Навистина многу пофалби за нив, многу проекти, многу активности. Така? Би го споменала само на кратко овој македонски гастрономски лексикон кој што тие го изработиле, со многу други активности. Тие повторно ќе дојдат во нашето студио, ќе гостуваат, а ние сега да им навалиме на колачињата. Така. А вие не заборавајте да не гледате повторно и утре. Чао, чао. Чао.